Најава за денешните настани. Потребен е регистар и мапа за културно-историските споменици. Отпочна активности за донесување закон за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата. Кризата ја продлабочува женската сиромаштија. Изложба на тема "Беше еднаш Холивуд" од Ѓоко Симјановски. Кривична за четворица прилепчени за узурпација на плажа. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е студено утро, а во текот на денот времето сончево и студено со благ пораст на дневните температури, максималната достигна 4 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро студено со појава на умерен мраз. Во сабота над најголем дел од Европа претежно сончево и стабилно, но потопло време со пораст на температурите, невообичаено студено за овој период од годината на Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Дожд и снег се очекува на крајниот исток и во источноевропската низина. На Балканскиот полуостров во сабота времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и студено. Дневните температури со благ пораст, но и понатаму под повеќе годишниот просек за овој период од годината ќе се движат од 2 до 11 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота студено утро со умерен мраз и утрински температури од минус 15 до минус 4 степени. Во текот на денот сончево, ветровите малку потопло со дополнителен пораст на максималните температури, кои во Македонија ќе се движат од 2 до 11 степени. Во Охрид во сабота повторно студено утро, утринската температура минус 8. Во текот на денот сончево и потопло време со 6 степени максимална дневна температура. Во недела и понеделник умерено облачно време со сончеви периоди и потопло, со минимална температура од минус 6, односно минус 2, а дневната 5, односно 8 степени Целзиусови. Во вторник не очекува претежно сончево и топло време. Утринската температура минус 3, дневната ќе достигне 10 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Нашата приказна. Како започна љубовта со Тамаро за денот на влюбените. Раскажете ни ја вашата приказна, како започна вашата љубов и Тамаро и пријателите ве наградуваат со вредни награди. Ноќевање за двајца во Крушево, романтична вечера за двајца и пакет вино. Уште и бројни помали награди и подароци на Супер Радио. Што треба да направите? Нашата екипа до Свети Валентин ќе ги посетува најголемите маркети на Тамаро. Доколку ве одбере, раскажете ја вашата приказна и бидете дел од нашата приказна. Приказна во која ја славиме љубовта. Тамаро за денот на влюбените.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Културно-историските споменици оставени на забот на времето, распаднати, запуштени и уништени. Историчарите велат потребна е поголема грижа, треба да се изработи регистар и мапа, а стручен тим да води грижа за одржување на спомен-бистите и плочите. Културно-историските споменици оставени на забот на времето, распаднати, запуштени и уништени. Најголем дел од спомениците, спомен плочи и бисти, со години се цел на вандали и собирачи на старо железо. Историчарите сметаат дека потребно е да се изготви регистар и мапа на ова вредно богатство, но и поголема грижа од страна на надлежните и локалната. Регистарот предлагаат да биде во дигитална форма. И јас сум сведок на огромен број споменици кои што за жал не се би рекол ставени во заборав, меѓутоа се ставени, не се обрнува доволно внимание кон нив. Затоа апелирам и до надлежните, и до ресорното министерство, и до локалната самоуправа, навистина да се посвети внимание, навистина да се направи еден, ако треба и регистар, да се направи една мапа на културно-историски споменици, бидејќи Охрид покрај црквите, кои исто така на некој начин представуваат религиозни споменици така натаму, меѓутоа мора да имаме и еден таков регистар. Спомениците се неми сведоци на едно минато време. Никој не води грижа за нивно одржување. Тие се многу важен белег за еден народ и една држава. Историчарите велат потребен е стручен тим кој ќе работи на заштита на споменобележјата. Стручноста е неопходна во културата, стручноста е неопходна во историјата, стручноста е неопходна во сите професии, меѓутоа кога се работи за заштита на културно-историските споменици, дефинитивно мора да има професионален тим. Негрижата ги вандализира спомениците. Вандали често ги кршат бистите, им одсекуваат глави, ги сквернават, а со тоа го уништуваат сопственото историско наследство. Според добрите познавачи, потребна е поголема грижа. Споменобележјата треба да останат патоказ за сегашните и идните генерации. Отпочнаа активностите за донесување на нацрт на закон за прогласување на Охридско езеро за споменик на природата. Во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, денеска се одржа работна средба со представници на невладините организации во насока на отпочнување со активности за донесување на нацрт на законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата. Заменик министерката Христина Оџаклиевска во своето воведно обраќање се осврна на важноста од донесување на овој нацрт закон за Охридското езеро согласно препораките на УНЕСКО, за да се овозможи заштита, зачувување и одржливо користење на природните вредности на ова уникатно подрачје. Од страна на Даниел Богнер од регионалната канцеларија на Меѓународната унија за заштита на природата за Источна Европа и Централна Азија беше одржана презентација за студијата за валоризација на природните вредности на Охридското езеро. Потоа беа представени основните начела и структурата на нацрт на законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата, кој е изготвен и се донесува во согласно со Законот за заштита на природата. На состанокот присуствуваа представници од 10 граѓански организации кои работат на полето на животната средина. Невладините ги изнесоа своите забелешки, предлози и прашања. Сите конструктивни коментари кои се во насока на подобрување на нацрт законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата се и ќе бидат добре дојдени и инкорпорирани во финалниот текст на законот, велат од Министерството за животна средина. Секоја криза ги зголемува социјалните јазови во општеството. Актуелните економска и енергетска криза ја продлабочуваат женската сиромаштија. Врз жените кои се помалку платени во поголем број се невработени и економски зависни. Дополнителен товар е одговорноста за домашните работи и грижа за семејството во услови на инфлација и стегање на ременот за да се истера месецот. Нервозно, безпомошно, депресивно и уплашено се чувствуваат жените соочени со ефектите од економската криза. Вакви одговори дадоа граѓанките на анкетата која спроведе ТВМ насловена кризата низ призмата на родовата еднаквост. Сите анкетирани без исклучок одговориле дека ги чувствуваат последиците од економската криза, а 23,5% одговориле дека значително ги чувствуваат ефектите од поскапувањата. На 73,5% од анкетираните инфлацијата им ги променила животот
животните навики во домаќинството во поглед на задоволување на потребите за храна, грење, облека, превоз, социјален живот. Впечатокот на 79,4% од анкетираните е дека кризата подеднакво ги погодува и мажите и жените, наспроти 20,6% кои одговориле дека последиците се поголеми за жените. Експертот од областа на родовата еднаквост магистер Даниела Антоновска посочува дека секоја криза има огромен потенцијал да ги продлапочи социјалните јазови во општеството. Жените се поизложени на ризик од сиромаштија и социјална несигурност поради јазот во платите, а според статистиката во поголем број се невработени и економски зависни. Феноменот на феминизација на сиромаштија е актуелен и во европски рамки, меѓутоа и кај нас, значи во наши рамки, и тоа е се поврзано со професиите кои што жените ги имаат, платеноста на тие професии, дејќи доминираат во оние најниско платени професии, или понатаму тоа се рефлектира во пензиите и сето тоа придонесува нели за продлабочување на сиромаштијата. Кај нас податоците говорат дека повеќе од половина од жените на работоспособна возраст се економски неактивни, за разлика од мажите каде 30% се економски неактивни. Според статистиката покрај родовиот јаз во вработеноста и јазот во платите е висок, односно мажите имаат за 19% повисоки примања. На анкетата на ТВМ 85,3% од жените одговориле дека се вработени, но од нив дури 35,3% работат за минималец од 18.000 денари, 20,6% имаат месечни нето примања до 25.000 денари, додека само 17% остваруваат приход од 25.000 до 30.000 и над 30.000 денари. Ако имаме предвид дека жените имаат подолг животен век, тоа значи дека и претежно работат во оние индустрии кои што се помалку платени и во оние сектори, како што е, например, текстилната индустрија, која што е доминантно нели женска индустрија, понатаму секторите како што се образование, здравство, социјала, кои што се исто така претежно женски сектори, и тука платите се пониски. Следствено на тоа и пензиите се пониски, па од тука жените имаат поголем животен век и од тука ние добиваме значи еден голем родов јас, значи и во таа во економската, во поглед на економската состојба. Статистиката покажува дека под ризик од сиромаштија се 78,4% од еднородителските семејства со малолетни деца. Ако се знае дека самохраните родители се претежно жени, добиваме висок процент на жени засегнати од сиромаштијата, потенцира Антоновска. На прашањето на што штедите поради економската и енергетската криза, скоро половина од анкетираните жени одговориле дека штедат на се. Потоа најбројни се одговорите дека најмногу се штеди на струја, храна, облека и социјален живот. Голем број од анкетираните навеле дека штедат на производи за хигиена, нега и козметика. Јас би споменала дека кај нас како еден од проблемите од претходни истражувања кои што жените го посочија беше и повисоката цена на одредени продуктите за лична хигиена, за лична нега, продуктите поврзани со менструалната хигиена, значи така што ова е еден така наречен розев данок кој што пак уште повеќе придонесува за осиромашување на жените, меѓутоа еве сега според определени најави од страна на владата, оваа даночна стапка од 18% на овие производи ќе се намали на 5%. Така што навистина имаме голем број домени во кои што се засегнати жените. Енергетската и економската криза го зголемуваат товарот врз жените, врз кој поради културните и социолошки фактори во најголем дел е одговорноста за домаќинството и грижата за семејството, без оглед дали се вработени или не. Затоа неопходно е подигнување на свеста за вредноста и придонесот на неплатената женска работа, вели Антоновска. 85,3% од жените кои одговориле на анкетата на ТВМ се од Охрид на возраст од 36 до 55 години. Анкетата ТВМ ја спроведе во месец јануари преку алатката Engage Citizen Reporting.
Општина Охрид секојдневно работи на зголемување на велосипедските патеки. По тој основ, согласно планските активности во 2023 година, ќе се изградат велосипедски патеки, односно ленти, на улицата Марко Цепенков и ќе се изврши реконструкција на велосипедските патеки на улица 7 ноември. Ова е одговорот од Оделението за сообраќај и улици при Општина Охрид на прашањата упатени од ТВМ за состојбата со велосипедската мрежа во градот. Должината на велосипедските патеки во градот е 22,5 км и има 10 велосипедски постојки. На прашањето дали е во план сите велосипедски патеки да се одвојат од коловозот по терикот како на улица Димитар Влахов, поради проблемот со паркирање автомобили и поголема безбедност на велосипедистите, од општината со одговор дека ја следат состојбата и во соработка со СВР Охрид ќе носат определени мерки за заштита на овие патеки од узурпација. Мерки како на улицата Димитар Влахов со физичко одвојување ќе се применуваат во краен случај, велат од локалната. Ѓоко Симјановски изложи портрети од познати филмски актери на тема Беше еднаш Холивуд. Портретите се изработени во сликарската техника графика со молив и се подсетување на омилените некогашни звезди од златното време на Холивуд. Авторот избрал 32 популарни актери кои се паметат и денес, а некогаш ја полнале киносалата Охридско езеро. Изложба на портрети со наслов Беше еднаш Холивуд од Ѓоко Симјановски е тема на културниот настан Охридски приказни. Симјановски ја посвети изложбата на филмската уметност со избор на портрети од најпознатите актери кои го одбележаа минатиот век. Со портретите изработени во техниката графика со молив, приреди своевиден времеплов низ добрите стари филмски времиња, кога киносалите беа полни со љубители на филмската уметност. Навидум, Холивуд и Охрид немаат некоја поврзаност, но сепак постојат длабоко врежани сеќавања кај повозрасните охриѓани за времето од 50-тите и 60-тите години од минатиот век, вели Симјановски. Беше еднаш Холивуд, а тоа нема никаква врска со, да речеме, со Охрид и со охридски приказни. Меѓутоа, ако се земе во обзир дека тоа се актери кои што биле некогаш популарни и дека охриѓани, да речам, се насладувале можеби на овие ликови, одејќи во киното Охридско езеро и гледајќи тие стари филмови, тогаш е темата, би рекол, погодена. И од големата љубов кон филмот што имам од секогаш, јас едноставно сакав како круна на она што се занимавам од хоби, како сликарство и од филмот како голема љубов да ги спојам во една заедничка целина и да ги презентирам овдека. Актерите кои се на изложените портрети не се повеќе меѓу живите, тие се во вечните ловишта, напоменува Симјановски. Тие се актерите кои го одбележаа златното време на Холивуд и оставија длабоки траги во сеќавањето кај гледачите со своите улоги и природен сексипил. Авторот избрал 32 актери меѓу популарните ликови, по 16 машки и женски, чии имиња се паметат и денес. Меѓу нив се филмските легенди Џон Вејн и Мерлин Монро. За сите оние љубители на филмската уметност, би рекол, ова беше можност да се подсетат на едни давнешни времиња кога филмот имаше сосема поинакво име. И, всушност, и актерите има посебно и поинакво име отколку овие денешните. Со тоа не сакам, нели, да ги навредам оние што се од помладата генерација. Меѓутоа, љубениците, вистинските љубеници на филмот сигурно ќе ги паметат овие ликови за секогаш. Ѓоко Силјановски е сликар и голем љубеник во седмата уметност, добар познат на гледачите како автор на култната емисија Филмско око која се емитуваше на ТВМ телевизија. Изложбата е спој на двете големи пасии на Симјановски – љубовта кон сликарството и филмот. Неговата намера е со портретите не само да ги подсети повозрасните на дамнешните времиња од нивната младост, туку да ја пренесе магијата и посебното чувство на доживување на филмот на големиот екран кај помладата генерација. Дружбата со охриѓани на културниот настан се одржа во Форт Кафе. Охридски приказни со Симјановски во изработка на Супер радио може да се погледне на YouTube каналот на радиото. Четворица прилепчани добија кривична за узурпација на плажа. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 4 лица од Прилеп
поради постоење основано сомнение за сторено казнено дело узурпација на недвижности. Тие на 19 август 2022 година во атарот на Охридското село Љубаништа неовластено зазеле плажа покрај брегот на Охридското езеро во државна сопственост и без одобрение од надлежен државен орган, противправно поставиле камп единица составена од шатори, камп приколки и моторни возила адаптирани за кампување, информираат од СВР Охрид. Министерството за здравство и Управата за електронско здравство информираат дека Националниот систем за електронска евиденција во здравството Мој термин функционира непречено. Од ресорното министерство исто така информираат дека пациентите можат континуирано да се лекуваат во сите здравствени установи, а дополнително и матичните лекари можат да вршат секојдневни прегледи, да издаваат упати и рецепти кои се подигнуваат во аптеките без застој. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. На 21.000 загинати и најмалку 78.124 повредени е новиот биланс на жртви од разорните земјотреси кои по понеделникот ги погодија Турција и Сирија, соопштија локалните власти. Но утрото донесе и нови позитивни вести. Новородено бебе и негово мајка биле спасени од урнатините во Јужна Турција 90 часа по првиот смртоносен земјотрес во понеделникот. Бебето кој имало само 10 дена по име Јагис било спасено од урната зграда во провинцијата Хатај. На видеото може да се види како детето е внимателно изнесено преку ноќ во термокебе и потоа однесено во амбулантно возило. Тинејџер, рано изутринава, неповреден и излечен од урнатините на зграда во турскиот град Газиантеп 4 дена по катастрофалниот земјотрес. Пред зори во Газиантеп во близина на епицентарот на земјотресот спасувачите го извлекоа Аднан Мухамед Коркут од подрум каде бил заробен од понеделникот. 17-годишникот се насменал на толпата пријатели и роднити кои го скандирале неговото име, ракоплескале и плачеле додека го носеа и го ставале на носилки. Тинејџерот рекол дека бил принуден да ја пие сопствената урина за да ја задоволи жетта. Така успеав да преживеам, рече тој. Руските сили во текот на ноќта гаѓаат критична инфраструктура во неколку делови на Украина. Најмалку 17 проектили го погодиле југоисточниот град Запорожје во петокот рано наутро. Сирените за воздушни напади се огласиле во целата земја во утринските часови, а локалните власти ги повикаат цивилите да се сокријат и ги предупредија на можни нови удари. Нападот на Запорожје бил најтежок од минатата година. Критична инфраструктура исто така била погодена во Харков, Днепропетровск во централниот дел на земјата. Властите изјавиле дека намерно е исклучена електричната енергија каде што е нападната клучната инфраструктура. 35 проектили од типот С-300 се лансирани во Харков и Запорожје, а противвоздушната одбрана не била во можност да ги собори. Компанијата Мета, во чија собственост се Facebook и Instagram, неодамна соопшти дека Трамп ќе може повторно да ги користи неговите профили на Facebook и на Instagram под 2-годишна забрана поради немирите на Capitol Hill од 6 јануари 2021, но со нови заштитни мерки кои би спречиле повторно прекршување на правилата на социјалните мрежи. Од компанијата кажа дека со оглед на неговите претходни прекршувања на политиката на овие медиуми, Трамп сега се соочува со зголемени казни за евентуално повторување на прекршоците. Казни кои ќе се применуваат и за други јавни личности чии профили на Facebook и Instagram се вратени по суспензиите. Во случај поранешниот американски претседател да објави дополнително несоодветност со одржина, компанијата најави дека таа ќе биде отстранита, неговиот профил ќе биде суспендиран во временски интервал од 1 месец до 2 години во зависност од тежината на прекршокот. Египет го обнови, документира и отвори за туристи гробот на достоинствениот Меру од Средното кралство во Египет, кој стана најстарото место отворено за јавност на западниот брег на Луксор, каде што се наоѓаат некои од најспектакуларните фараонски споменици, вклучително и долината на кралевите. Меру бил висок функционер на дворот на кралот Аменотеп II од 11-тата династија, кој владел до 2004 година пред новата ера и кој како и Меру бил погребан во северната некропола Асасив. Гробницата на Меру била обновена од Полскиот центар за медитеранска археологија на Универзитетот во Варшава и Египетскиот врховен совет за антиквитети. Постоењето на гробницата на Меру е познато од средината на 19-тиот век според полската египетска археолошка мисија. Италијанските конзерватори исчистија некои од идните слики во 1996 година. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.